Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва е емисијата за вас, работни луѓе. Председателот на Конфедерацијата на синдикати на Македонија, Маријан Ристевски, е вечерва гостин во емисија. Добро вечер, господин Ристевски. Добро вечер и благодарам на поканата. Ја само да ви се извинам зашто во 20 години кариера никако стварно немав ве прашав и дури, иако не е ваше да одговорите, викам зошто не сум ве поканил до сега. Нели декларативно се залагам за моите гледачи кои се пред се, нели луѓе кои и тоа како ги тангира во животот она за што вие се залагате. Конфедерација на синдикати. Кои синдикати ги обединувате вие во вашата организација? Видите, во последно време Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија во државата зазема огромни размери, да кажам. Нема гранка во државата кај што немаме веќе клетка челија направено. Имаме, значи, во железница, тоа е во сообраќајот, имаме во полицијата, имаме во образование, во армијата, во здравство. Сега правиме напори во приватниот сектор, таму е многу тешко да пробиеме, меѓутоа полека луѓето сваќаат дека поготоа работниците во приватниот сектор дека никој буквално не мисли на нив, оставени се на милост и немилост на газдите, разговараат со нас, ние им укажуваме дека мора да се обединат, зашто гледате што се случува. Еве во време на корона кризата, во овој период само има околу 30.000 отпуштени работници. Тоа е голема бројка, верувајте. Ке идеме за тоа подетално. Би ве замолил една работа. Колку е ова два синдиката се генерално главни во Македонија, ССМ и вие? Колку ви се спротиставени? Дали сте два заратени табори? Дали имате исти цели, идеи, пристапи, борба кон она што се залагате? Вака, значи првин во државата има 4 синдикати на национално ниво. Да, 4 се на национално ниво. И видите, за жал морам да кажам, стално се зборувал реално, ме зачудува фактот зашто меѓу нас синдикатите постои релативитет. Значи, јас не можам да разберам ако имаме сите заедничка цел да се бориме за правата на работниците, некого му смета, значи, постоењето на нашата синдикална организација, поготово бидејќи ние укажуваме она што е во реалноста, дали им сметаме во комото. Порано, знаете, има во државата има едно тело се вика Социјално-економски совет, таму некој пат учествува и премиерот, а председател на тој совет е министерот за труд и социјална политика и внатре учествуваат работодавачите и синдикатите. И може да замислите порано во прошлиот период, јас немав представа колку толку имам, значи, знаење од синдикатот, не ни знаев кога се состанува тоа тело, што одлучува буквално за сите работници. И сега почна и ние како независни синдикати да учествуваме тамо. Подруга е атмосферата, веќе не е тоа. Ја им вика, вие си правите приватна забава, таму што сакате правите. Сега ние со наши представници учествуваме, ја стално ги пуштам представниците што се дали на полицијата, дали на армијата, дали од сообраќајот, дали од образование, стално носам со мене некој, за разлика од некој само истите луѓе што ги носат од синдикатите. Нема што, тоа мора да биде јавно, транспарентно, мора младите луѓе да се запознаат што е со синдикатот. Ме радува кај нас во Конфедерацијата што има релативно млади луѓе кои што се спремни да настапат жестоко во брање на работничките права. Јас ова моје искуство го црпам, верувајте, од железница. Јас како релативно млад, кога се запослив, видов како моите колеги железничари си го бранат она што го имаат заслужено. Железница отсекогаш била расадник на синдикалното движење. Не само кај нас, и рударите, и железничарите секаде во светот поттекнуваат синдикалните борби, синдикалните револуции во државата, во било која држава. Во ред, ќе продолжиме формално. Само да те прашам нешто неформално. Ти значи нешто името Мирче Стојановски од железници? Мирче Стојановски, да, моторџијата. Моторџијата. Синдикат, како не. Мирче Љупчо Ивановски, да го поздравиме, Гани Азија. Ако не се лажам, тој многу храбар човек, уште од 70-тите години се залагаше за правата на соработниците од железници и така натаму, што беше во тоа време просто незамисливо. Но, добро, господин Ристевски, вака, кои се целите на вашата синдикална организација и што е она што го ве обединува формално со останатите организации синдикални кои ги обединувате под себе?
Па видите, првото и основно е заштита на работничките права на работниците. Зашто ние, да не се фалам, стварно покажавме, нема период, без разлика која да е влада, ние сме протестирале. Сме правиле протестни маршеви со возила, земјоделците сме ги поддржувале, поготово лозарите во ланската година во Кавадарци. Ве прашувам, како ви е статутот и програмата за заложба, за што се залагате конкретно? Ние се залагаме работникот да биде заштитен и неговиот труд да биде максимално платен, да не биде експлоатиран. Бидејќи, кажав претходно, во државниот сектор, во јавните предпријатија, постои било какво такво синдикално организирање и се почитуваат законите и колективните договори. Додека во приватниот сектор ништо не се почитува. Еве сега е во фаза на изготвување нов закон за работни односи, кој веќе подолго време се подготвува, учествуваме и ние, и се уште не можеме да го донесеме. Најверојатно има голем отпор од работодавачите. Ние како синдикати се надевам сите тука заеднички не смееме да тераме политика да попуштиме, мора да се обединиме сите заеднички да донесеме еден закон за работни односи кој што навистина ќе биде устав и лична карта за работниците и за работодавачите, кај што ќе бидат дефинирани и улогата, меѓутоа и заштитата на работникот. Пред се. Дали сте вие дел од меѓународната мрежа на синдикални организации? Да, ние како релативно помлада синдикална организација веќе почнуваме и имаме контакти, да не кажам со блиските, меѓутоа еве со меѓународната организација на труд веќе сме вклучени во еден проект, остваруваме контакти со нив, сега на 10 повторно ќе имаме средба. Се надевам, почнавме пристап за членство да не примат во европските светски синдикати. Јавно ќе кажеме, се разговараме со другите синдикати, зошто не идуваме повеќе, странците ни кажуваат дека отпор кажуваат другите синдикати, нашите што се додека отколку да имаме отпор за прием во тие организации меѓународни. Значи, овдешните синдикати буквално не сакаат ваква синдикална организација. Јас јавно кажувам, спремен сум со нив да дебатирам и на ова ниво, да ми објаснат зошто имаат пречка нашата синдикална организација, нашиот синдикат да се развие во уште помасовен, меѓутоа колку и да се трудат џабе име, ево додека праќам абер до граѓаните, до работниците, ние никој пат не сме го изале работникот. Да не се фалам, јас кога сум штрајкувал со колегите, сум останувал доследен до крај. 2 пати сум бркано на работа, еднашка година и пол, еднашка 6 месеци, меѓутоа сме остоиле до крај, не сме попуштиле во правата со единствена цел да оставиме печаток на работниците, дека сепак некој, познаете, се изгуби за жал довербата во синдикатот. Се губи, меѓутоа сега полека, кога гледат работниците дека никој не мисли, мора да се обединат. Значи не само Марија, не да сте вие, не некој друг синдикат. Ја им викам, ако не сакате кај нас да членувате, не сакате во другите синдикати, дај организирајте се, направите нов синдикат, охрабрете се. Они само се јавуваат на телефон, ме отпуштија, ми заврши договорот за работа, многу е проблем, знаете како може, вие сигурно знаете. 5 години може работодавачот... Чекај. Да. Чекај. Морам како новинар, бидејќи јавно изнесовте дека останатите синдикални организации, погледнавте и во камера, им се обративте јавно, добро паметам пред 2 реченици, им рековте дека џабе се обидуваат да го спречат вашето умрежување со светските синдикални организации. Ја како новинар, освен на ваш збор, морам да прашам, каков доказ имате или врз основа на што го кажувате тоа тврдење? Врз основа нашите пријатели што се регионот, од Бугарија, веќе кажам, од Србија, тие се сите членки веќе таму вклучени. Добро. И кога ќе дојде да се расправа за дека во Македонија постои уште една синдикална организација, уште еден синдикат. Добро. Тие се свесни овдека, ние сме имале средба и со евроамбасадорите и со амбасадите, гледаат и вика сакаме со вас да имаме соработка, дека ние сме активни, ние сме секој ден по улиците, протести правиме, еве вклучени сме со протести со извршители, Како дознавате дека како ве спречуваат, врз основа на што ја изнесовте таа изјава? Сега да го рачитам. Значи, врз основа на изјавите нашите пријатели од соседните држави кои што се членки во тие светски, што велат они? Велат дека вашите вика колеги што се од Македонија кажуваат, чекајте, тие се уште вакви, не видим, не знаеме што е, не се продае, не се нешто направени, се ние мора да одиме да се докажуваме, па да правиме што е, како е, меѓутоа џабе им е тоа, па како што кажав, повеќе знаат странците што се случува во Македонија отколку самите ние што се случува во нашава држава. Они се свесни и се надевам, веќе кратко е времето кога
ќе седнеме на тоа столче на меѓународно ниво, зашто ни треба една таква поддршка. Мора да признаеме, ипак таму се црпат искуства, може да се црпат и фондови за проекти, за едукација на граѓаните, на работниците. На знам што ние единствено се финансираме од чланарина, а гледате другиот синдикат, например, Сојузот на синдикати на Македонија, почнавме некоја соработка сега со, еве јавно ќе кажам, со Дарко, се надевам ќе обстои на тоа дека... Кој Дарко се извинувам? Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати на Македонија, дека ќе имаме некоја соработка, викам Дарко соработка, меѓутоа вие располагате со зграда од 20 спрата, давате под кирија, ние собираме средства од чланарина и под кирија ако најдеме некоја просторија, некоја шупа да кажам сега еве правиме една накај Ве молам, задржете фокус, не се распленувајте за да можам да ве следам. Вака изнесувате повеќе гранки и фаќате широк. Да останеме на фокусот. Како што следев малку и гледам ваши изјави датираат и од 2013 година. Кога е формиран синдикатов? Нашиот синдикат е формиран, конфедерацијата е формирана уште 2008 година, многу од порано. 2008. Да, меѓутоа знаете, железница постоеше многу одрано. Имавме само као синдикална организација на ниво на предпријатие. После направивме на повеќе и две федерации фактички од градежништво и од сообраќај направивме конфедерацијата. Меѓутоа морам да кажам во прошлиот период уопште не бевме земени во обзир. Не знам зашто беше таа... Од кого не бевте земени во обзир? Од, да кажам, прошлата влада што беше 11 години. Добро. Зошто не бевте земени во обзир? Зашто секоја влада, ја и нова влада и порачувам да ги тргне рацете од синдикатот. Сака да имаат контрола врз синдикатот, зашто стално ми се лутате кога кажувам, за мене е симптоматично кога и да дојде некоја влада нова, по автоматизам се менува председател на Сојуз на синдикати на Македонија. Така. Тоа еве јавно го кажувам. Зошто е тоа така? Зошто е тоа направено? Добро, што има јавно да го кажа, не се менува тоа тајно, го знаеме. Знаете, па еве ти сега сака да има некое превирање, се ако пратите, добил прошлиот председател на суд, па сега се вратил пред избори и сега веќе ова, па остана ваква состојбата и стално значи таму кога има избори, има превирање во тој синдикат. Бидејќи располага со огромни средства, огромни простори, капитал има ни цела држава и голем интерес бидејќи тој е сега за жал единствен репрезентативен синдикат. Кој е синдикат. голем интерес? Чиф интерес е голем? Па интерес е на владата тој синдикат да го има за да има мир, да нема најава на протести, да нема демонстрации. Зборите за ССМ. Да, за ССМ зборам. Так. Да. И се надевам дека со овој сега Дарко што значи кажав повторно дека се надевам че имаме некоја соработка, ние се надеваме на честност, меѓутоа ако не повторно јавно ќе се препукаваме и преку медиуми и преку средствата и преку по улица секаде. Ние сме спремни, значи не се откажуваме насата жаложба во Македонија, зашто не може да постои само еден синдикат, ме разбирате? Никаде во светот нема. Секаде има по 3, 4, 5, во Словенија 9. Знаете, и сите заедно учествуваат. Ако имате поддршка од членство и имате масовност, кој може да ве спречи? Што ако они зборат вака или онака? Па еве, например, ќе ви кажам еден пример. Имаме синдикат во шумската полиција. Ја да ги поздравам колегите, 90 и повеќе посто се членови кај нас. И сега треба ние да потпишеме колективен договор. А по автоматизам дека Сојуз на синдикати на Македонија е репрезентативен на цела држава на национално ниво, треба и тие да потпишат. И сега буквално не го признаваат, не сакаме ние само повторно исто тоа што ви зборам, да седнат тие со министерот, тие да потпишат колективен договор. Чекайте, колективниот договор е потпишан, по последните веќе се направени и промените и измените во јавната администрација и така што и да тоа веќе еве нареднава плата и исплата ќе биде по новиот колективен договор. Нема нов колективен договор по гранките со години нема потпишано. Добро. Нема. Тоа е закон некој што го Тоа има. е ваше бидејќи пред недела дена овдека имав гостин кој рече дека да, ама тоа не е тоа на национално, тоа е ниво само на УПОС го има потпишано. Тоа е кај што е овие што се судските органи, јавната администрација, државната управа, тие се. Например, за железница нема колективен на национално ниво не е потпишан колективен договор, Господ знае од кога. И по другите гранки. Каков колективен договор треба и постои? Обично либертаријанскиот пристап и оној што е на западните земји, каде што се најразвиени, каде што работниците имаат најмногу права, каде што имаат највисоки плати, не постои колективен договор.
А зошто мислите дека колективните инсистираат секогаш синдикатите дека колективниот договор, ние не сме комунистичка земја или еднопартиска виш, зошто се инсистира толку на тој колективен договор, кој мислам дека повеќе ограничува од што ослободува? Видите, колективниот договор многу е позитивен, поготово вакви држави како нашава што е. И ние да сме во Франција, Шведска, да ви кажеме податок во Франција, мислам само 9% од сите вработени се членови на синдикат. Значи таму не им треба синдикат. Таму остане работник без работа, онма има јако социјално, има здравствено осигурување, има примање до вработување му течи. Таму нема потреба од синдикат. И ние дај Боже да чекаме такво нешто и овдека нека не постојат колективни договори. Меѓутоа во вакви услови како што е моментално нашава држава Република Македонија, тоа е многу тешко да се спроведи без колективни договори. Ви кажав, значи газдите може да кршат што сакаат, прават со работникот. Буквално ви кажувам, бидејќи немаат подпишано натре во самата фирма колективен договор со работниците, ништо. Оставено е на милост и немилост газата. Што сака прави. Па гледате што прават, даде државата пари. Дори државата даде пари да им поделат на работниците за време на корона кризата, гледате колку компании уопште се дрзна и тоа да не го платат, камоли значи да одделат од својот приход да поделат на луѓето. Бог да чува. Добро, еве ќе ги гони сега државата тие што не го направи. Ама тоа викам, дали треба да ги гони, значи она што зборам, немаме свесни. И затоа треба колективен договор, да знае дека кај нас фирма газда да не дае плата 3, 4, 5 месеци не одговара уопште. Че ги отпушти, луѓето нема никаква одговорност. Треба да ако не даеш плата, треба да одговара кривично, да стои у кривичниот закон. Значи треба да има осет или да се плаши дека ќе одговара ако не, вака не да пропадна готово никому ништо. И кај го има тоа? За жал го има кај нас. И тоа мора да се стави крај. Јас стално кажувам, еве учествувам на тие разговори во влада, некогаш не викаат на социјално-економскиот совет кај што се работодавачите, одма прета ние вака ако ни дајат, ако не ќе ги спуштиме работниците. Па еве, им дава помош, значи од март до денеска преку 30.000 работници останаа без работа. И јас стално кажувам, единствено ја им викам така, сите викаат не. Абе, пубаво затвори. Не може секој да биде газда во Македонија. Затвори, нека не ти постои фирмата. Работници така ги малтретираш и така им даваш плата, кога им даваш, кога не им даваш, барем затвори, ама ти ќе патиш како газда работникот, па ќе се станете тој што е работник. Учене. И не може да претат или дајте ни пари или ние ќе затвориме. Абе затвори, ако те бива, те бива. Ако не гитла, тој што знае да биде газда, тој што ќе биде општествено одговорен, тој што ќе мисли за работниците, тој ќе ја држи фирмата. А има фирми, знаеме ние, преку јас сум кажувал на некој и на други места. Одеднашка некој ќе отвори фирма, се чудиш, работи, дење, ноќе, свети, реклами, едно, друго, му дошла партијата на власт. Дојде промена на власт, одеднашка таму ништо нема. Се гасат светла, се отпуштаат работници и како е тој добар газда. Сите викаме, гледај го што направи овој. Алал да му е. Ги караме децата, гледај го тој што работи, вие седите дома. Што работи? Ништо. Видели каква нова телевизија се појави? Да. Еден мој колега. Па тоа ви зборам. Илјадници евра. А вие од вамо, таму успевате цело време и ви честитам стварно. И со колегите и стално за пример ве земаме. Вака, ме влечеш за јазик. Слободно, јас сум спремен за све да разговараме. Знаете како, синдикатите секогаш ги обвинуваат газдите, власта, ово или оној. Ја имам поинакој, затоа мене многумина не ме сака. Ја викам работниците се виновни. Виновни се, јас кажувам, јавно ги кажа преска. Ако не им се допаѓа Маријан како синдикален представник. Не, ја за друго ќе ти кажам. Значи, ја кога ги работничкото движење започнало во Америка, да не се лажеме. И ја го проучував што правеле работниците. Значи, мене ми се случило со работа у телевизија, сега паралелата изборам. Камерман работи за 250 евра плата и нели и почнуваат да го цедат у некои други телевизии. И човекот нешто се побуни. Одма го отфикаруваат, нели договор на дело 100 години таму со обновување. Пред врата чека копил, кој знае од кај дојден, кој не за 250, за 150 евра месечно истата работа му ја работи. И го сретнувам сега мојот драг камерман, кој мораше да ме напушти, и му викам, и сега, кој е крив? Газдата е крив. Не бе, Џони, ти си крив. Зошто? И му праќам видео, каде што работници кои се побуниле во фабрика,
Тоа е ниво. Ја не знам како се постигну. Сигурно има нешто тука. Тоа е синдикална борба. Бараат од газдата да им ја накачи надницата, дневницата, платата и така натаму. Овој одбива. Но ги брка сите од работа и си прима нови кои се спремни за помалце пари да работат. Сега, пред влезот на фабриката, со стапови во рака, сите вработени, ќе влезеш кршење од ќотек. До 90% се откажувале. Кој будала ќе работи им за ситна пара, им да јаде ќотек. Имало 10% кои влегувале. Но како да ти кажем, кога ќе ми рече некој денеска Запад е богат, богат е затоа што не богаташите, работниците се избориле за своите права. Ние чекаме Маријан, Јанко и така натаму. Да, разбирам цивилизирани луѓе кои ќе иде сега да се протестира, да се тепа, па страфние, па апсат. Луѓе биле спремни за својот живот да се борат. Сигурно веќе не е такво време, но не сум баш сигурен, затоа што ако гледам дека цент им намалат на земјоделците у Франција, пола Франција гори, блокирана. Како ние ќе успееме? Ја видов на вашата страна, 300 лајка имаш. Она, браво, Маријан, утепај ги, со тебе сме, ово, она, ваму, таму. На последниот протест, колку имаше? За струјева сега? Да. Што имаше, што викате 200 луѓе дали имаше? Значи, поише имаш лајкови, него што имаш протести. И сега, како мислиш дека ќе се изборите да постигнете да се изборите за помала, или луѓево се фолираат, спремни се да платат не име гајле, или што е заклучато тука? Види, Јанко, ја значи не правам филм, јас стен се откажувам. Све додека сум председател на синдикат, немам намера да издадам во мојот живот, никој пат не сум го издал, никого не сум му направил. Сум помогнал на многу, ми одмогнале, ме зафркнале, зад грб ми работеле, меѓутоа сум поминал значи многу работи. Сум сватил едно дека ако се бави со синдикат, немој никој пат да ги предадеш работниците и Господ ќе вика ќе ти знае да ти врати за тоа. Она што го кажавте вие, ја стално кога имам разговор со странците кога разговараме, таму кажуваат пример не цела фирма кога ќе отпуштат. Вие што викате еден работник ќе отпушти. Добро, што прави? И ќе дојде се некој да работи. Синдикатот е организиран таму. Така? Потајно се ова јавно јас го зборам пред ова. Добро. Синдикатот му оди на тој што доаѓа му шепка на уше. Го поздравувам, му вика овдека работеше наш колега, сега ти дојде, овој го избрка газдава, ти дојде ради ова. Ние те поздравуваме да си здрав и жив, мисли што ќе правиш. И тој ќе мора да напушти. Што викате вие, стапоите ќе играат. Се плашам и овдека ќе почне да игра стапои. Ако вие викате не. Јас еве имаме протести утре вечер. Да, гледате во Тетово, да. Океј, сега, вака за да фатиме, бидејќи знам да шетам, ја не си признам тоа. Океј. Значи, се согласуваме дека синдикалната борба и позицијата на работникот и платите не зависи од влада и работници, туку зависи од работниците. Колку сте поединствени и поорганизирани, дотолку за повеќе права ќе се изборите. Дали е ова точно? Точно е, меѓутоа, Јанко, па е многу битен тој што го води синдикатот. Зашто луѓето ќе ти дадат доверба. Еднаш како ги изневериш, ако ги предадеш што се вика на пола пат, тоа нема ти го заборават никој пат и многу тешко ќе биде. Исто и со политика. Ти ги имаш предадено тоа? Никој пат еве нека не се јави некој слободно Дали те кучета. почитуваат? Има луѓе што ме почитуваат и тие ми даваат енергија, поготово вие новите младите што доаѓаат. Спремен си во вториот дел од емисијата да отвориме телефони? Слободно. Кој добро. што сака нека праша, нека. Значи што ви кажав, луѓето еве гледаме во политиката, све е и политика. Може една политичка партија да го заведе некого. Буквално кажувам да го заведе, може и мене ме завеле како помлад. Сум гледал во лидерот. Не се оправдувај, да искажи се. Сум гледал во лидерот некоја Добро. величина, сум го следел и во одреден момент не издал. И сега државата вака, државата така. Па државата вака, па не те следи. Нема да те следи. И после не искочиле луѓето да гласат. Па зошто да искочат да гласат? Зошто да излезат? Така и зошто да членуваат во синдикат? Да дадат 100 денари, Маријан да пие кафе или Јанко ако е председател на некој синдикат? Зошто? Ти треба да го оправдаш. Значи, зошто кажав јас? Што треба, вака ме интересира, што ви велат странците? Како вие да дојдете на тоа ниво, така добро да сте организирани да си ги браните правата, како што они ги бранат? Еве,
со странците и ве комуницираш. Што е они рецептот? Имаат ли, знаат дека е овде специфично, така? Така е, знаат. Што се нивните совети? Што треба да прави? Само она што ви го кажав сега, буквално ова е од нивниот разговор и од моето искуство. Они кажуваат, вие мора да бидете упорни, да знаете што сакате и да бидете со луѓето поблиску. Нека се, јас сум председател на синдикат, сега у некоја зграда, еве да кажам, сега само ќе седам, ќе ме возат мене со кола и јас сум големиот председател. Треба да се спушти со луѓето да разговараш по фирмите. Еве јас зашто кажувам, јас многу сум добил за вака да настапувам од железница. Јас сум видел што е силината на работникот. Министри паѓале, верувате, да не спомнам директори сит на боранијата управни одбори. Не сака, јас со нив учев моите колеги по возраст, ја исто научив исто, јас сега така се понашам. Да не биде за вас емисијава. Ворете, тоа ќе го видиме подоцна. Значи, советот е да бидете со работниците и никој пат да не ги издадете. И да бидете храбри, да оставите впечатот дека можете да ги водите луѓето и луѓето да имаат поверение во вас. И никој пат нема да ви изневерат, кажува. Што сте направиле до сега за да луѓето ве следат? Еве, ја не сум следал некоја порадикал. Дали е потребно нешто радикално, да идеш да се тепаш, да палиш, да се соблечеш гол? Јас се извинувам, карикирам. Карикирам. Што треба да се направи за да биде помасовно, за да видите очигледно дека луѓето доста ги влече кога вербално. Еве, ако гледаме по Апасиев во собрание, колку добива симпатија затоа што парче ги прави. Очигледно дека и вие на таков начин, бидејќи синдикалната борба секогаш е и на маса. Види, за разлика од Апасиев, кој што сега е во собрание, ние сме се уште на улица. Апасиев, сега не би сакал да зборувам за него, меѓутоа јас се познаваме многу убаво со него. Бевме на времето заедно во Левица. Не би сакал сега, ја сум спремен со него, ако пошто се фали никој не сака со него да дебатира, нека дојде да ги вкрстиме аргументите за Левица и за работничко движење и за протести и за све. Он сега на пример е во парламент. Не треба да само момент пошто го спомнавте, нема повеќе дискутирам. Он може со два потези да се вклучи ако сака во влада и да покаже за работниците. Еве, донеси ми го пошто законот за извршување, врати ги извршителите во суд. Бидејќи јас таа борба не се откажувам и понатаму ја терам, он може да го направи. Јас не можам. Јас можам протести. Што може Апасиев да помогне сега на пример за работничките права? Може да донесе, да рече, нов закон за работни односи, каде што она што сега ние го правиме. Он да го донесе законот, како иде таа? Законот го носи владата. Не ние ќе држиме колку можеме. Он не е дел од владината. Тоа зборам, нека влезе у влада, нека рече услов. Закон за извршување, закон за работници и заштита за работниците, закон ваков, закон такво, донеси го, ќе те гласам. Добро. Океј, малце... Не, ама знаете што, лесно е само да критикуваш, како јас. И сега он треба да биде дел од владината коалиција со која се... Ама што треба, јас само да критикувам треба и да добивам симпатии, да мене да ми е добро, јас сум големиот критичар, а не сум успел ништо да направам. Но не ви зависи од Апасиев, Не, пошто го спомнавте. Ама добро го спомнав затоа што... Знам, управо сте, луѓето сакаат така да слушнат. Друг контекст, вие ме однесовте во друг контекст, зборам дека луѓето сакаат да слушнат. Сакаат луѓето така да слушнат, ве разбирам. И он заради тоа успеа да влезе и у парламент. Како што кажав, другите партии глумеа поштење, честност, удварање на некои амбасади. Зошто вие не сте на повисоко место? На какво више место повисоко? Што се вика на некој блакодер да се качам. Јас сум председател на синдикат, нека дојдат луѓето, еве утре вечер ги повикувам, нека дојдат. Дека вие викате нема успех. Ја ќе ви кажам, ние протестираме сега за струјата бидејќи е качена, така? Добро. Се сеќавате пред недела дена? Ја покачија официјално веќе готово? Да, сега овие сметкава треба да стигне со повисока. Ај вака, земете воздух и да збориме за покачувањето на струјата. Што се вашите сознания? Колку е отиде на струјата, што е и така натаму? Значи, официјално ве молам, без вашите емоции, секако ќе имате време, значи, зошто е протестот и што точно барате за јас да разберам? Вака само да кажам, дека протестот има ефект, ќе ви кажам само еден пример, после ќе се вратам на тоа. Пред недела дена се збореше, регулаторна комисија чекаше званично од БЕК, од овие топлификации, што се да кажат, да колку ќе се качи парното. И сега, во една ваква состојба, кај што протести се најавуваат, не знам што немири, веќе има протести за струјата, кога виде владата, ако го качам сега вика парното, некој ќе сега глуми лудило. Ја гарантирам дека нашите протести не дозволија
во Македонија да се качи парното. Иначе парното исто ќе беше качено. И се повлече регулаторна комисија, сега се вика дали ни треба, пази, они анализира многу таму, тоа им е работа. Се вика сега кога качиме и парното, имаме протести за струјата, ќе го искористат некои протести за парно, ќе биде хаос и се повлекоа. Значи имаме успех овој протест, ја стално им кажам на луѓето што се. Ја не реков дека немате успех, ја не знам како ми ги извртувате збороите. Не. Ве молам. Кажете ми за поскапувањето на струјата и за протестот. Убаво, за да разбереме официјално како соопштение да пишуваме. Значи, ние мислиме, бидејќи ние сме разговарали со луѓе, ја не сум стручнакот, ние сме разговарали со луѓе кои што биле директори на овие електростопанство, на електроинженери кои што ја знаат фактичката состојба како е во енергетскиот сектор во државата. И сите кажуваат дека ова поскапување што е неправилно. Штетно е врз граѓаните, не е оправдано. Колкаво е тоа поскапување? Ја не знам колку е тоа. 7,4% покачиле, да. Така? И пазите со кој образложение искачаат ЕЛЕМ, МЕПСО, ЕВН таму електростопанство, не се подели на повеќе компании. Демек народот гледате не им е тешко да плаќа мобилен телефон, а тешко му е да плати 7% струја и зема некој просек ако плаќал работникот ова граѓанинот околу 2000, сега ќе плати плюс 150 денари. Па што му не могали јас дали телефон, дали цигара, дали кафе, дали у кафана ќе одам? Ја кажам дека ова сите кажувате скапа електрична енергија. Една од најскапите во државата. Ако они се трудат цело време да кажат дека имаме најевтина во регион. Искочија ваши колеги новинари со аргументи. Со просечна плата во Македонија се плаќаат 2 сметки, 3 сметки годишно, не знам како, со просечна плата вика во Словенија, во Хрватска, во Шведска, да не знам, тоа е, значи астрономска голема разлика. Не може, јас тврдам дека таму има неспособни кадри. Мора во Македонија да се поставуваат луѓе кои што веќе си го знаат својот занаед. Значи не може сега некој партиски лепел плакати, ќе го земам по заслуга, ќе го ставам директор на таква на таква компанија, кај што се вртат милионски суми на пари. Тоа се неспособни кадри таму, тврдиме. Мора, знаете што прават они? Ја ќе земам пример сад во фирмата кај што работам порано како се правеше. Многу е лошо тоа или во други компании кај што збориме. Ќе дојдат сега тоа го нема кај нас. Зашто ќе дојде некоја нова партија, Јанко го бива, си ја знае занатот, пушти го, дај му телевизија, микрофон, пепел праe, сите го знаат. Јанко ќе му го земам микрофонот, ќе го ставам сега позади камерите. Намерно ќе земам некој билбил, друг што ќе ми пее. Ве молам за протестите. Да. Значи, кога е протестот и зошто е протестот и што дали ќе имате официјално барање. Значи, зборите со емоции, тоа е убаво, се обраќате на народот, но морам што поофицијално да го излечам новинарски. Ме разбирате? Да. Ве молам, значи, колку можете поофицијално. Зошто е протестот, кога е и ќе продолжиме пак и со емоции и така натаму. Ве молам. Протестот е утре во 19 часот пред владата. Протести ќе има и во Куманово, во Тетово, во Гостивар, во Кичево, во Битола. Се шири протестот секаде. Тоа ме радува, значи стварно бројката не е некоја... Официјално зборете после радување, ќе збориме за емоции. Барањата се... Значи протести ќе има? Ќе има во цела држава утре во 19 часот. Значи, значи, гледате колку убава и значајна работа новинарски, да ви кажам. Ми зборите за ваши емоции, верувајте, никого не го интересира. Но повеќе не интересира. Видите, овој факт е најмалку зборевте за тоа. Низ цела држава утре ќе има протест. Значи, ги спомнав овие градови. Имаме најави дека и во другите. Сигурно протести ќе има во Куманово, во Скопје, во Тетово, во Гостивар, во Кичево, во Битола, во Прилеп има најава. Во овие има сигурно, а има најава дека и другите градови ни се јавуваат да се организираат. Ова е прилично големо. Големо, вчера имавме во Скопје, дојде од сите градови, имавме како координативно тело, разговаравме. Што разговаравте? Па разговаравме како што е, нели, во прошлиот период припремаат, вика, разни сценарија, дури јавно го кажа колегите од Тетово. Вика, ЕВН или не знам кои имаат информации, припрема, нели, прошлиот пат се запалија 2 возила на ЕВН. Вчера тој јавно кажа, дури мисля на пресконференција во Тетово, некаде дека вика... Не знам, отидовте, ја не можам да ве следам. Зашто збориме сега? За протестиве за утре вечер, за ЕВН. Што има тоа врска со запалените возила, не можам да разберам. Значи, значи да искажете се убаво. Они вчера што збореа, имаме информации како што беа запалени 2 возила на ЕВН, дека имаше протести, овој ќе биде веќе 4-ти протест или 5-ти, ако не се лажам, за електростопанство. Прошлите протести кога беа се запалија 2 возила на ЕВН во Тетово. Добро. И некој сака да го накалеми тоа на
ние што сме учесници во тие протести. И вчера кога разговаравме, еден од учесниците во Тетово јавно кажа, и дури кажа дека го кажал тоа на новинарите во Тетово, дека се припремат дури и да направат самото, може би, ЕВН, да исценираат некои други оштетувања по трафостаници, па после да нема струја, па повторно да бидат повинети ние како протестанти, како граѓани кои што учествуваме во протестот. Сакам да кажам дека ова зазема некои широки размери, поготово во таквите градови како што се каде што граѓаните за грејење поготово користат електрична енергија. Таму тие кажуваат плаќаат голема сума. Лесно е ние овдека со пар на некој од оваа страна, меѓутоа има луѓе кои што се грејат на струја и за нив 7,4% е големо тоа годишно. Има луѓе плаќаат по 10.000 денари зимно време електрична енергија. Океј. Што ќе бидат барањата на протестот? Значи барањата првото и основно е одма да се повлече ова 7,4% покачување. Тоа е прво и основно. Потоа да се испита постоењето регулаторна комисија дали е правилно. Они сега кажуваат дека тоа било согласно европската регулатива, морало да постои. Дали мора да постои такви се регулаторни тела? Треба да видиме, да разговараме. И не може да гледате како го направија ова покачување на струјата во еден вакуум простор. Нема влада, нема собрание, време на корона, летни одмори преку ноќ. Значи, мора да се престани таква пракса во Македонија, за вакви суштински прашања. Кога е во прашање, кај што поготово се задира во џебот на граѓанинот, без никаква дебата, без никакви разговори, без никакви анализи, му текнало некому, сега ќе го качам. Не може така, Македонија веќе членка на НАТО. Сакаме да видиме во Европска унија. Таму кога се покачува нешто, па има расправи, па доаѓаат разни експерти, па ги вкрстуваат податоците, па граѓаните следат, па ќе видат дали е правилно, дали не е правилно. Значи мора таа пракса да престане во Македонија. Му текнало се некому ќе го качам ова. Абе не може така, луѓе. Мора, па ќе кажам, не може така. И сега ние се обидуваме нешто да ја разбудиме свеста кај граѓаните. Тешко оди она што викате лајкови милион. На едно видео са да не се фалам што викате за мене да зборам, 1.200.000 имам за извршителите во една дебата. 1.200.000 има лајкови. Кога за извршителите овој народ не искача, значи кога за 1000 денари ти ви зема 30.000 некој, или кога за 1000 евра некој ви зема 10.000 евра и ние протестираме, се сеќавате, може би сте следели секој вторник пред правда, па не знам во сабота, па во недела, кога таму доаѓаат 200-300 луѓе, а има 300.000 предмети граѓани што се дадени извршители, се надевам ако се вклучите ако почнат граѓаните претежно ќе зборат не за работничките права, ќе видите околу извршителите. Биче тоа нон-стоп ми се јавуваат. Они струјата не ја рачунаат 150 денари или 200 денари месечно ќе му дошла ексис и вика ја имам терет до животен, некој до животот ќе плаќаат за извршителите. Да се вратиме околу струјата, па стварно што викате одамна таму намо. Тие се барањата. Да. Не, одличен си. Само тие се барањата. Само барам оној малце да извлачам од вас, да ве оставам прво малце да ве испровоцирам од позитивен аспект да извлечам што е можно повеќе од вас, а не да ви се противам или нешто. Тоа е мојата цел. Ја така работам 20 години. А втора работа е што попрецизно да дознам за протестите. Значи, ај уште еднаш да завршиме за ЕВН и да идеме за извршителите. Тоа исто така значи утре во 19 часот. Да, еве ја користам приликава, вашава покана, утре граѓаните да дојдат во 19 часот пред влада, нека изгубат пола сат. Нека прошетаат со фамилија, со детенце, мирен протест ќе биде. Прошет правевме со блокирање на раскрсници, со маршеви, со возила, правевме за нервоза кај граѓаните, меѓутоа сакаме да разбудиме свеста некој да зошто што протестираат овие луѓе. Знам дека може поголем број не обвинуваат, ама мора да се почне некој, ме разбирате? Мора јас сакам свеста да се разбуди кај граѓанинот. Цел мој живот уназад се борам само ова. Зашто сум видела кои се организирани работниците, само Господ може да ги скрши тие луѓе. Верувајте, јас сум ги осетила, па ќе се вратам назад. Знаете колку бедно изгледаат тие директори, управни одбори, министри, кога гледаат, најдуваат на гнев на народ, нема шанса да го скршиш. Мора да попуштиш, пријател, мора да платиш. И па ќе ти работи работникот. Затоа луѓето можеби ме препознаваат и доаѓаат. Имаме голем успех во затворската полиција. Еве околу 10, јавно кажам, околу 10.000 денари им се качи платата. Што никој не водел рачун за нив. Дори чувари ги вика. Тие се затворски полицајци. Шумска полиција, сега за нив се бориме. Редовната полиција, образование, здравство. Гоце Делчев председател е на полицијата, таму се и шумска и затворска, да. Голем борец, исто
што немам зборови, да не ги спомнам сите. Значи правиме една екипа која ќе видите и вие и граѓаните ќе видат за кратко време. Или некој ќе не слуша, или не знам како ќе излезе. Ви кажувам, не знам. Верувајте. Добро кажано, ми се свиѓа. Извршителите. Бевте едни од ретките кои се организира и протестира за законот за извршители. Тој закон беше донесен затоа што таков закон за извршители има секаде во светот, имено луѓето што не си ги плаќаат своите обврски да можат да ги наплатат. Ние имаме проблем во нашиот правен систем и многумина кои нели ќе продаде нешто некому, ќе даде и така натаму. Ако не му платиш, се одека со децении никој ништо не ти можеш. Ќе ти земе, ќе ти ограби, ќе ти и никому ништо. Со извршителите се олесни многу таа работа за наплата на долговите. Но се согласувам дека почне една злоупотреба, каде што ја разбирам некој трошал струја, се задолжил 20.000 евра, правил бурек-джилница, не крадел струја и така натаму, и тоа можем и да го разберам. Но некој му останало 0,50 денари, ја им зборев и на моите гледачи. Барајте, инсистирајте да ви дадат дали ви е чиста сметка. Ако има некој 0,50 денари од 2003 година, они успеваат да го извртат тоа, ја не знам како правно, судот не им го проверува, нивните правни служби успеваат, да ве дадат на извршител и заради некој заостанат долг, камата на камата и така натаму, да ве откорнат, живот да ви уништат. Мислам, страшни работи. Јас сум имал и со интервју и со председателот на извршителите. Значи, има тука работи кои ја не знам како може да се регулираат. Кажете ми, вие за извршителите, сметате треба ли да постојат, не треба да постојат, треба ли закон, каков закон, како да се регулира и до каде е отидена оваа работа? Сигурно подобро знаете какви страшни судбини се случуваат во врска со извршителите и луѓето од кај што наплаќаат. Видете, Јанко, значи се добива впечаток дека ние сакаме анархија. Јас јавно кажувам, ние не сме за анархија. Ние секој сакаме да си го плати онај долг стварно реален што го направил. Меѓутоа, извршителите настапија крајно нечовечки. Се донесе еден закон кој што никаде во светот не постои таков закон. Има извршители секаде, точно. Некаде се пази, некаде се државни извршителите. Како што беа претходно кај нас. Јавни чиновници си работеа во судовите. И како тогаш вршело функција, како тогаш се обавувало извршувањето. Меѓутоа, извршувањето они се вадат не било ефикасно. Се натрпале многу предмети, биле само 5 извршители. И сега каде е главната вина? Во 2005 кога се донесе законот за извршување, сите предмети што беа во судот, илјадници, 100, 200, 300, 400 илјади, некој паметен му текна како да го плячка народот и сите тие предмети ги собраа купче, ги дадоа на извршителите. Јас ви гарантирам, значи преку 90% од тие сметки беа застарени. Дека по законот за облигациони односи една година, ако не ја платиш, треба да те оптужи и да ти наплати. А они викаат, они почнале процес. Ама како успеваат тоа? Пази сега, ти доаѓа сметка, не знам дали вие правно ги следите, сепак сте синдикален борец, но ќе ви го поставам прашање. Како успеваат да извртат, например, 2007 година ти си заборела една сметка. Секому му се случи. И не те известуваат како сега што ти и така натаму. Поминува година дена, не те наплаќа. После 10 години луѓе ми кажуваат и ми даваат примери, им стигаат огромни суми. И како не застарело, наводно тогаш, во таа година, они почнале судски процес, ама судот ти бавен, после 10 години тебе ти стигнува на извршител. Мене ми е тешко да го поверувам јас тоа. Вака, први не е точно е тоа дека една година, ако не ја платите, ова што е доверител од компанијата, треба да го оптужи физичкото или правното лице. И со тоа кога го оптужува, значи се веќе покренува постапката, запазен е рокот, утужена е сметката. Меѓутоа јас ви гарантирам, сите јавна тајна, тоа сите го кажуваат, дека печатот од судот
И печатот од компанијата, дали било водовод, дали било старото ЕСМ, дали биле топлификација, не знам кој, буквално вика земене печатот, удирани се, антидатирани се предметите, само за да се запази рокот. Тоа е криминал, тоа е греф. Тоа е греф, не е криминал, не е рекет, тоа е греф што го прати и многу гревови има направено врз граѓаните. Ја кажам, ако некој се освестил дека има такви предмети, не се платени, зашто не направија да го повикаат граѓани да му кажат има сметка, не си платил пред 10-15 години 1000 денари, 1500, 2500. Зашто знаете што, да има некој граѓанин таква 10 сметки по 1500. Тој треба да плати 150, 200 000, ја ги имам тие предмети. Еден ми дојде на протестите граѓанин, сметка уште во бивша Југославија во динари уствари. Во динари може да замислите. Па ема на телевизија јавно даде изјава во динари. Протестот ни беше пред Триумфалната капија. За? Па некој чекче од некоја банка, нешто... од банка? Од банка тие чековите. Да, банка го гонела. Добро. Ми интересираше кој го гони. И за 1000 и нешто динари тогашни, сега ги претвориле во ова, човекот не знам колку 1000 евра му бара. Јавно говореше на телевизија, кај нас седеше до мене на протестот, го кажа проблемот, извади документи. Изживљавање, се извинувам, не литературно да се изрезам и не поминуваат сите граници. Изживљавање, онака, да го кажам најпростачки и најдолно. Тоа е изживување, тоа е мрцварење. Ја не знам, нити ќе пропадне таа банка, нити ќе си го среди. Ма тоа е... Не знам. Се прибрали малце работите со вашиве протести? Со нашиве протести успеавме, нели порано беше 1/3, сега направивме каква таква некоја помош, 1/5 се задржува на испод просечна плата и испод просечна пензија. Место 1/3 да му здопират 1/5 на граѓанинот. Направивме една добра работа што во јавните предпријатија, без разлика да се на државно и национално ниво. Тешка борба беше тоа и во собрание, буквално го донесоа последниот ден пред да се распушти последното собрание. Го донеса закон кој што морам да го јавно го поздравувам. Тука се помна на голем број, меѓутоа на оние граѓани кои што должеа како што е водовод, комунално, македонски шуми, си за становање, сите јавни предпријатија. Ако Јанко должел, измислувам вода за 2000 година и сега му се собрало, должел главен долг има 15.000 денари, камати му се направени уште 100.000. Тоа мора да го поздравиме, владата и во собранието го донесоа, каматите сите се бришат, се повикува граѓанинот да си го плати само главниот долг. Ме разбира, тоа е голема помош. Сите такви камати се избриша и сега треба да плати уште некој трошок што има према извршителот. Ова вакво нешто да се направи и во банките или во приватна некоја компанија, поготово овие телекомуникацијски што се да не ги именувам сите. Таму исто има големи, дури знаете што прават? Има големи, доискажи се? Има големи долгови, голема мака имаат луѓето таму. Имаат долгови натрпани со по 200-300 илјади денари, 5000 евра, пензионере. Тој треба цел живот да плаќа. Не плаќал воопшто или некоја неплатена сметка? Неплатена сметка останало, или во банките останало, ме разбирате. Тога знаете како беше, ќе земеш телефон на 10 рати, ќе го земеш телефончето, една рата, две плаќаат, факт е тоа. Го избркале човекот на работа, нема денар, дали дома донесе јадење, дали телефонот да го доплати, вика ајде што ќе биде, ќе плата. Тие човекате вие се чутат, една година поминало го оптужиле, 10 години ја зема извршителот, сега се бориме да не може 10 години, барем 3 години или за 2 години да мора да му наплати на петко. Еве го предметот, не сум платил сметка, ме оптужиле, даваат на извршител за 2 години, тоа се реализира, да не може да оди, тој тие намерно ја чуваат 10 години, камата на камат, ваква камата нема никаде. Ова е ненормална работа. Јас сум разговарал, ви кажував, какви се тие камати? Не можеш да израчунаш. Ни економисти не можат. Они ми кажуваат, Маријан вика, ова е направено, ти вика не си релативно млад, да, памтам во бивша Југославија, сите се сеќаваме, нели имавме чекови, ќе го напишеш чекчето денеска, оди во Битола, пушти го, додека си дошол во Скопје, не вреди ништо. 1200 си искористил. Значи инфлацијата беше ненормална, нели се сеќаваме. Нули на парите се става. И тогаш банката, државата, за да се заштити, да го заштити нели и нормално производот било кој, да вреди, пушти како оди инфлацијата, така да расте и каматите. И замислете од тогаш, а веќе еве јас од кога памтам еврото е 61 денар години наназад, не е качено, значи нема инфлација, а каматите стојат. Тука е проблемот.
Најстрашно е што кажавте дека не можете ни економисти да откриете врз која каматна стапка се прават такви пресметки. Имам примери. Ве молам, мора да направиме пауза, веќе одиме 1 час, ќе продолжиме веднаш едно кафе да се Марија Ристевски од Конфедерацијата на синдикати на Македонија вечерва е гостин за оние што не се вклучија. Во 1 час претходно се обидував да го држам како скротител за да ги излечам официјалните, деки господинот Ристевски ова што го прави, тоа е мојот заклучок, вие исклучиво со емоции. Вие не можете да реагирате поинаку и разбирам дека вашата борба е искрена и емоционална. Поради тоа, ги отворам телефоните и да не биде дека ми се обраќате мене или нешто, еве ги вашите гледачи, еве ги вашите поддржувачи или противници и ве молам, ви ја давам емисијата, просторов, искористете го онака како што сметате дека треба. Мислам дека имаме гледачна линија, ако немаме режијата ќе ме информира. Утре е протестот под наслов "Спаси го својот джеп". Спаси го својот джеп, да. Просто и јасно. Нема што да се филозофира, нема што да се комплицира. Значи, нека дојдат граѓаните, секој денар во ваква криза е можеби за некого тие што ги кажуваат 200 денари, 500 денари ќе се качи струјата, не значи ништо, меѓутоа за некого 500 денари денеска е голема сума на пари, верувајте. Излегува некоја, не знам колку се информиран, дали можеш на кратко, веќе звона телефоните ќе те вклучи, дали имаш сосема на кратко информации дека 150 до 250 луѓе на ден губат работа. Со корона кризава ситуацијата уште порадикално се менува. Луѓе не можат да платат, фирми не работат, затворени хотели и ресторани, луѓе не можат да платат сметки ни за струја, ни за вода, ни така натаму и така натаму. Евана не може да ги наплати, нив ги разбирам, и покачувањето на струја ќе им овозможи покривање на тие дупки и не знам до каде и не знам до што. Имате ли информација за ова луѓе дека многу лесно и многу брзо губат работа? Значи секојдневно се јавуваат граѓаните и како што кажав, преку 30.000 работници во овој период останати се без работа, се најавува уште поголемо отпуштање. И ќе ви кажав, ќе биде голем проблем. Чекаме ве владата најавува 30.000 на улица. Да, можат да сменат преку 30.000 се можат да сменат многу работи. Можат многу да сменат работи, како што кажав, покачувањето на струјата и ние чекаме секој момент владата најавува некој 4ти пакет на мерки. Се надевам ќе бидеме и ние вклучени како независни синдикати да видиме кои се мерките, нашите барања и ќе ги известиме работниците што е, доколку не сме задоволни, наше е да ги повикаме на протести, ова што кажувате колку ќе дојдат. И ми се свиѓа ова од тебе, ми се допаѓа. Не ми е важно дали е ВМРО или СДСМ. Да. Ако лидерот ми вети дека тоа ќе направи, ја ќе застанам до било кој лидер. Оваа влада ако ми вести дека ќе им помогне на работниците, ќе застанам. Да, и тоа е многу окей. Значи преска што им беше околу господинот Апасиев. Јас кога би бил на негово место кажав, таа влада што ќе ги удоволи моите барања, закон за работници, максимална заштита на работниците, максимално решавање проблемот со извршителите и уште некои така поситни работи, спремен сум да дадам поддршка, да застанам до лидерот и на првите наредни избори, еве јавно кажувам, само да се решат проблемите ова. Иначе што ќе глумаме луѓе, само ќе кажувам ако нема ефект. Имаме гледачна линија. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, погласно режија, потив кон нашите микрофони. Поздрав. Поздрав до вас, Јанко, во студиото, да вистина ме воодушеви гостинот. Мислам ги следам неговите настапи на телевизија, поддршка од секој аспект. Јас што сакам да кажам и да изложам, еве како човек кој што се соочува, нели, граѓанин на оваа држава, кој што се соочува со одредени проблеми кои што се поврзани со законот. Еве како работник. Го користев, значи на времето работев кога беше тој Бранков закон и кога имаше поволни услови, нели, за вработување. Те вработуваат, газата добива, не ти плаќа некое осигурување таму, значи ти дава плата. Јас работев кај газата додека траеше тој закон.
заврши законот, мене газдата ме избрка буквално на улица, односно ми даде лист и ми вика јас немам потреба од тебе повеќе, еве ти го овој лист, ќе потпишеш и ќе си напишеш дека ти само иницијативно напушташ работа. Значи тоа се случува, тоа беше значи 98-9. Значи тоа Не, тоа УМРТВ ми го направија. Како? УМРТВ ми го направија. Работев на радио и ми дожеа 12 плати, ми ги исплатија по 3, али морав да потпишам дека доброволно си одам и никогаш веќе нема да побарам да се вратам на работа во Македонска радио телевизија. Ме чудите познавајќи вас да потпишите. Еве, значи до гледачката, немој да потпишувате ништо што не сте сигурни. Не, јас сакав да си отидам. А тоа е друго. Да, иначе, сакав да си отидам. Немој да потпишувате. Еве нека ние имаме преку 30 адвокати во Конфедерацијата. Даваме помош, меѓутоа не сме моќни онаму каде што завршува договорот на работникот. Да чуеме да се доискаже дамата. Господине, значи јас ви кажувам од тогаш исто што велите, ништо не е сменето и ден денеска тоа Јанко што го доживеал, сум го доживеала јас и ден денеска за жал нашите деца кај што одат да работат, кај газите истото го доживуваат. Значи многу се нема ништо променето. Точно треба да се разбуди една свеста кај народот и не треба да се плашат, треба да се зборува, треба да се пристапува кон синдикати. Нема што да се изгуби. Друго, исто што ми беше. Само на брзината. Те остава на улица. Еве сега друг аспект. Јас сум жирант. Луѓето ги оставаат буквално на улица. Остануваат без работа. Морам јас извршителскиот долг нивни да го превземам. Зошто државата да не се заангажира, тоа што го спомна и господинот Маријан, да постои нешто, некаква социјална сигурност кај работникот, нешто да му овозможи на работникот да може да си ги продолжи да си ги плаќа долговите. Друго исто што се случува, или нема да го пријави, тој работи на црно, нема сметка и сето тоа мора да се зима од туѓата сметка. Зошто да се дозволат такви работи? Значи и тука постои некоја црна економија. Имаме многу што да работиме во оваа држава. Го поддржувате ли штрајкот? Дали ќе се појавите утре на штрајкот? Секако, зошто да не? Бев минатиот пат и сега ќе одам пак. Благодарам многу. Ви благодарам. Синдикатите можат многу подобро кога е јавна администрација, што е држава и ќе се договорат и така на. Но кај приватниција е малку потешко да влијае. Јанко, значи па ја повикувам, еве ја користам приликава. Мора работниците да се освестат дека никој, не знам зашто се плашат, потпишуваат нешто што не треба да го потпишат. Значи, ја ги сваќам, голема криза. Меѓутоа, знаете што? Ја осеќам дека на народот ќе му пукне филмот еден ден, а блиску е времето. Овие 30.000 отпуштени, сега и нови. Само ве прашувам, ако работник кој е кај приватник е во ваш синдикат, дали ќе можете да му помогнете? Максимално ги заштитуваме. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав Јанко за тебе, поздрав за гостинат. Стварно, многу ми мило кој ќе слушам вака некој прав борец. Оддамна немало ваков човек на нашата држава. Потполно го поддржувам и му давам поддршка у секој поглед. Јас ќе бидам пократок, само сакам да му давам два предлога до господинот Маријан, ако може да го предложи, кој ќе оди на средбите со Министерката за правда, па да го предложи како предлог во врска со извршителите. Ало? Да, слушам, повелете. Слушаме, не застанувајте, збори. Вака сега. Значи, доколку некое лице земало кредит, должи кон банката, или кон некое друго лице должи пари. Меѓу време, наследува некој имот, дали наследен од својот родител во пари или во вредност, да не може да се откаже во корист на некој друг, за да не може да ги подмири долговите кон тој што ги должи. И тој ќе се откаже во корист на неговиот брат му ќе го продаде имотот, ќе му ги даде парите, он ќе остане, значи, ако може да се предложи да се измени тој закон, она лице кое должи пари, дали кон физичко лице или кон правно лице, ако меѓу време треба да наследи имот во пари или во вредност, да не може
да се откаже во друг корис. Океј, следното? Следното прашање е, сакам да прашам, да се бара каматата на долгот, да извршителите, да иде до на висина колку што е долгот, толку и да биде каматата и тука да престане. Да не оди погоре. Значи, ако земел 200.000 денари, каматата би 200 и погоре да не оди. Сватено. Ти благодарам за јавувањето. Значи, вака не е, сега е министер за правда, министерката Рената имавме соработка, сега е министер за правда и веќе не имаме доставено барање до господинот Маричич. Едно од нашите барања баш беше тоа и по укажување на економисти. Јас сум разговарал со многу луѓе и тоа е многу едно практично прашање. Меѓутоа тоа треба да биде вметнато во законот за облигациони односи. Беше најавуван дека ќе биде донесен прошлата година, се уште не е донесен. Тоа е едно од клучните наши барања, тука нема да стапиме милиметар. Значи, главниот долгот, ако некој должи 1000 денари, кој што кажете, кога ќе стигне уште 1000, да се смрзне камата, да не може да дојде без свест. Колку овие барања зависат од вас, а колку од поддршка имате ли од поддршка од другите синдикати ССМ за овие ваши барања? За жал не се вклучени другите синдикати, само ние сме со граѓаните. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Блаже од Прилеп на телефон. Поздрав до емисијава, ме бендисува емисијава. Јанко, многу пати ви имам вака гледано уште порано, кога имавте политички теми, тога многу не ме бендисувавте на овие социјални... Фала ви многу, може ли прашањето, не ме интересира дали ви се допаѓам или не. Стварно не ме интересира, извинете вака. Може ли... Да, може ли да го поставите прашање на гостинот? Повелете. Апсолутно, јас малце, че ми дозволите малце да дадам некој образложение околу синдикатите, бидејќи јас се баве во времето со синдикати, Маријан, заедно со Маријана Детне. Му честитам на Маријана за овие работи, што и покренува, меѓутоа, овде има една многу суптилна полемика која што треба да се разграничи. Значи, синдикатот прави протести во името, во одбрана на граѓанските права. Но синдикатот, кога прави протести во името на граѓанските права, односно за остварување на граѓанските права, Јанко треба да излези прв на улица. Фала ви за јавувањето. Поздрав, значи, лека ноќ и пријатно. Благодарам, Режија. Благодарам, Режија. Значи, ја ви благодарам на довербата. Вака, значи, Јанко, мене ми е полесно кога правам штрајк во некое предпријатие. Бидејќи знам со какви луѓе располагам, го гледам кое е расположението на работниците, одиме у штрајк, успеаме. Кога одиш на граѓански протест, одиш во нешто непознато. Не знаеш дали граѓаните ќе те поддржат. Ме саѓате што сакам да кажам. Друго е сега што протестираме во ТВ Сонце. Сите вработени 50 души, 100 души, ја земав како пример, се договараме, бараме покачување на плата. Имаме состаноци, почнуваме штрајкот, сите сме цврсти, сите сме заедно. Тоа е веќе полесно. Знам дека до кај може да одиме. Меѓутоа, кога е во прашање граѓанството, одиш, ти си должен да ги повикуваш. Да, што викаш, кога е партиски, знаеш кој ќе дојде, кој нема дојде. Кога е... За жал, само партиите во Македонија може да направат јаки протести. Многу е тешко, не знаеш. А тие се најзасегнатите, токму граѓаните. Ама па викам, не се работи, знаеш, можеби нема другото поверење. И зошто не добивате поддршка од другите синдикати за овие работи? Па не знам, можеби си имаат таква им е стратегијата. Ние буквално ако видиме нешто дека покачување на струја, покачување на парно, извршни трошкови, све тоа удара врз личниот доход на работниците. Па е поврзано со работниците. Одиме со следниот гледач. Ало. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Вака, голем поздрав до вашиот гостин, Маријан Ристевски, и до вашата телевизија што отворите една ваква тема. Јас се јавувам во врска со извршителите. Мојот проблем не со Македонска банка, која веќе 12 и 13 години се наоѓа во ликвидација. Јас после 10 години добивам некој известување дека сум должник, чекови наводно, предпоставам, пошто кредит немам земено, значи 12.000 предпоставка е моја. Да плаќам 91.000 и каматата да ми тече во овој период, додека беше мораторно за извршување,
Господјо, ако може на кратко, затоа што сакам повеќе луѓе да се... Значи, што може да ви помогне синдикат? Значи, да се плати основната главнина колку што е. Значи, да не биде поголема каматата од основната главнина. И предходниот гледач што го кажа. Да, и законот за стареност на каматите да се стави за предметите. Не може предметите да бидат чувани под тепих 10 години и одеднаш да се активираат. Замислите што е правено. Дали некој освен синдикатот, Конфедерацијата на синдикат, некој друг ви дал поддршка за овие работи? На мене лично? Не лично, уопшто, сигурно не сте ви единствени, предпоставувам. Не, овој проблем е проблем на многу граѓани кои остануваат. Дали ви даде некој поддршка? Поддршка? Јас сум пензионерка, да ви кажам. Благодарам за јавувањето. Јанко, гледате, ова е значи катастрофа. Ова е ужасно. Еве господјата кажува 12 години не знаела ништо. Можда заборавила како што кажува некој чек. И се некој ти доаѓа ти вика да им плати 100.000 денари. Пензионер зема 12.000 пензија. И како што плаќа и каматата и ден денеска и тече. За овој период каматите течат. Исто како и за кредитите. За кредитите ништо не зборевме. Има да се збори до утре са бајле. Мирува ратата, меѓутоа банките си па каматата за тие кога во тој период кога не ги вршат наплатите на ратите за кредити, каматата расти. Гледате, имаше и званична видео пред некој ден, за првите 6 месеци 15 милиона евра една од банките за 6 месеци има добивка. Од како? Маријан, дај мене у кадар, намести му го микрофонот, а добро вечер за следниот гледач. Не, сврти го. Добро вечер, дали се слушаме? Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јанко, 20 години те гледам, прв пат ти се јавувам. Повелете, господјо. Да го поздравам шефот мој се јавувам. Повели. Ево ти го шефот. Да, благодарам на повелете. Шефот мој да го поздравам од Таса Божинова. Добро, благодарам многу. Ете, поздрав добивме. Јанко, ова, мислам, луѓево веќе емоции кај нив работа. Не може да издржат ова што е. Верувајте, тоа е трагедии се случуваат. Се надевам дека новиот министер за правда и владава ќе сватат што се случува со граѓаните. Бадијала се тие помоши, бадијала тоа прават покачување на плата, овие има најголем корис од тоа. Ова е дозничко робство. Порано имало рободетелско општество и рободетелско робство знае што е. Роб си, некој те тера и тера што е тоа. А ова е модерно робство. Немаш пари, немаш работа, готово. Земи му на човекот работа денеска, му го земаш животот. Кој е тој дома? Што тој дома ќе оди? Што ќе глуми лудило? Што ќе однесе дома? А некој збеснува. Гледате што кажа претходната гледачка. Додека имаше законот, пари владата му даваше, бев на работа. Кога не даде, значи па доаѓа до моето. А биди си газда, биди газда, почитувај ги работниците како твои луѓе, кои што ти носат приход, или удри клучот. Или удри клучот што викам, немој да глумиш газда. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Добро вечер. Јанко, ја би сакал само на кратко со вашиот гостин нешто да му предложам околу овие сметки што се за електрична енергија. Меѓу другите графи што ги плаќаме и за улично осветлување. Пазите, јас во мојата куќа имам 3 струјомери, 2 домашни, пошто родителите мои починава и сега нормално јас го преземам. Имам уште едно броило за дуќан и плаќам 4 улични осветлувања. Мислам, нешто Што е конкретно проблемот што би можел да биде за сите интереси? Значи, овој проблем не е само кај мене. Тој се илјадни се такви проблеми. Добро. И го давам сега како начин пример, меѓу другите работи и ова да се спомне. А што е тоа карактеристично? Дали од Скопје господинот? Чекај. Да дојде утре вечер за да разчистиме. Чекај. Да, од Скопје сум. Ме интересира, што е проблемот за улично осветлување? Вие немате улично осветлување? Уличното осветлување, дали го имаме, дали го немаме, тоа го решаваме со локалната самоуправа. Него за плаќањето, зборува за плаќањето. Јас 140 денари плаќам за едниот,
уште 140 за другиот и за индустријскиот уште 280. И јас како граѓанин на град Скопје толкава сума плаќам невана за улично осветлување за една фамилија за една куќа. Да, не треба да биде една фамилија да плаќа едно улично осветлување без разлика колку има сати. Ја го разбирам што збори. Ама чекај, ама ја ги разбирам Евана. Секој е бројло. Ама не може ако јас имам 5 броила, 5 улични, една сјалица ми свети, не идат по мене 5 сјалици ако имам 5 броила. Ме разбирате? Управо е господинот. Тоа треба едно од нашите барања се надам чија ме средба со владава да го земе и ве поканувам утре вечер да дојдете во 19 часот пред влада, убаво да го образложиме тоа, дури да ве земе во екипа за преговори. Ние не сме зачували, ние сакаме нови луѓе да се вклучат. Сигурно ќе допринесете и за протестот и за ширење на ова движење. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Значи, би било добро, нели, гледачите да разберат, значи, не личните проблеми овдека, туку ако имаат некој таков пример, да не го идат до толку детално, туку да се свати дека е општо, затоа што вие поединечно можете да им помогнете. Такви има илјадници како него. Ме разбирате? Значи јас како куќа, ако им на пример тие што се во стамбени згради што сме, ние плаќаме 1 сат едно улично осветлување. Карши мене има куќи, таква е населбата. Видиш, ова е добар пример. Да, јас значи плаќам едно, вие плаќате ако имате куќа, ако имате 3-4 сати, па еве породител, дете се оженило, се одвојувате. Иста куќа 4. Што е по вас идат 4 сјалици улични, сакам да кажам. Значи една фамилија едно. Добро вечер. Така има илјадници по 140 денари, ете ти ги парите. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам прво да кажам за ваучерите. Ваучерите се даде заедно не на сите, не на тој што треба, а сега ќе ги земи со струјата. Струјата 7%, ќе си ги земи назад парите дупло тие ваучерите. Ама, господјо, Евана не е на влада. За народ плачи, крве солзи, плачи народ, излезен, през парламентот беа излезени, за 100 денари 10.000 камата, за по 2.000 евра камата, дури и на покојните камата има. И затоа нека слушни сето, оти ги ранат извршителите со крв ги рана децата, од солзи што плачи народот. Еднаш нека престани то, нека то суството, ни суство има, ни ништо нема, ни болниците, Битола, за Багер е болницата, сите умира, Путтелија е. По неколку души се продава, се издава, се продава, се издава, се продава, се издава. Значи, ништо не оди, ништо нема направено, ништо не оди. Болницата мене 20 ми отепаја болницата. Сега човек имаме, господјо, убаво, ама веќе ве разбирам. Благодарам. Ајде, не можем. Мислам, во ред е политиката, не можеме да избегаме во тоа, но вие имате, се е политика, се согласувам, но конкретно вие сте гостин како синдикален лидер, прашањата до вас, на некој начин. Пази, Јанко, ја слушав господјата кажа тешки зборови, крвови спомнува. Таа е нешто има, може не знае убаво да се изјасни. Таа гледа од најблиските, плаќаат, слуша, најстар човек слуша, децата се борат, извршители пари, без врска некој да даваш пари. Тешко е тоа. Ако нас 70-80 годишни не разбираат, а младите си ќутат. И после ќе бегаат у Бугарија. Па извини, кој ќе се бори за ова? Знаете колку... Ама кој ќе се бори без ова? Ја затоа викам, еве, јас сум спремен, нека дојдат луѓето да застанеме еднаш. Не чинелова Македонија, окей. Не, убаво е Македонија. Ама ќе направиш нешто за подобро. Не дека не чинимо, Македонија е многу убаво е. Бегај, не збори како е. Значи, јас сум останал се, колку се борам толку. Како знам, еве, правам некоја емисија. Ти знаеш некако се бориш. И сега што ќе правиме? Што ќе правиме? Ќе се бориме или ќе ќутиме? Ќе се бориме, нема. Како рече ти? Роб. За жал тоа е вистината. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Ова кај покасно се вклучив во програмата и не знам дали сте веќе дискутирали околу цена на електрична енергија. Се кажува, па точно сега типол збориме за тоа, али добро, ајде. Повелете.
Само сега да ви кажам, значи стално се кажва цена, единична цена по киловат час. А никой не ги спомня тие 30% ангажирана мощност, што ги воведува пред 5 или 7 години, не знам колку беше. Зошто се и како тие се одразуваат на цената? Секогаш ги има тоа ангажирана мощност? Не, ово кажува господинот, не може на времето таква. Како немаше ангажирана мощност, го имаше пред 20 години? Да, ама ваква процент не беше. А ваков процент не беше. Добро, продолжете. Тоа ми беше чисто да, кој ќе видат во контакт со владата да се дискутира. Зашто 30% ангажирана мощност се плача, не е киловатот, не знам таа цена што кажуваат, него е плюс 30%. Еве да ве прашам, зошто владата би разговарала со него уопште? Па ако има некој слух и осет за ослучувања, би требало да разговара. Ете, да речеме, немаат. Како да ја натераме владата да разговара со него, бидејќи друг не се ангажира за оваа работа, за вас? Па на тој начин, како што почна господинот, веројатно повеќе ќе се ангажираме. Би ве инспирирало да му дадете поддршка на синдикатот? Да. Би излегле на протестот утре за кој збориме вечерва? Па утре не затоа што имам слави дома. Така се погоди, али веројатно... Поздрав, благодарам. Ајде уште еднаш, значи имаме доста луѓе. Утре што правите и зошто правите? Утре протестираме, значи како и неколку петоци наназад, ќе испратиме порака повторно. Каде почнува протестот, кај ќе се одвива? Протестот, за разлика од прошиот пат кога правевме маршрути, кога го блокиравме, ка ви кажав, директно ќе биде во 19 часот пред влада. Ќе пратиме на порака, ако медиумите се поканети, ќе побараме средба званична со новата влада, да разговараме, да најдеме заеднички јазик. Доколку не ние повторно ќе се состанеме како тело и најверојатно ќе ги продолжиме протестите. Зашто ќе разговарате со новата влада? Прво и основно да се повлечи покачувањето од 7,4, после да разговараме што и за улично осветлување, и за регулаторна комисија, и за 33% моќност што е качено, да разговараме чисто едноставно и да им укажеме дека вака не смеат да прават водина, да качуваат цени преку ноќ, нешто што е во интерес на граѓаните, мора да постои широка дебата, граѓаните се подготват да знаат што следи и како следи. Уште ова прашање. Дали е можеби подобро директно да преговарате со ЕВН, например, или морате со влада затоа што тука е вклучен и БЕГ и останатите енергетски? Мора со влада зашто тука се и МЕПСО и ЕЛЕМ, ЕСМ, владата таму директно назначува, има и удел и дури директни директори назначува владата, значи зашто регулаторна комисија по нашите протести се изјасни. Ние сме вика спремни да ја повлечеме, меѓутоа не можеме ние како регулаторна комисија, мора тоа да го побараат компаниите што побараат покачување, тие вика да повлечат барањето, ние ќе се согласиме. Па не знам која улога игра тогаш регулаторна комисија. Но ако утре сте масовни, има поголеми шанси да ве сослуша владата и да ви помогне, одошто ако дојдете двајца-тројца. Јас ви гарантирам дека е така, меѓутоа ме радува масовноста во Тетово, во Гостивар, секој протест е многу помасовен таму, бидејќи таму па поголема е бројката на луѓето што се директно вклучени на електрична енергија. Еве ќе гледаме, ќе следиме колку лајкови ќе имате на повикот за протеста и колку ќе дојдат. Тоа е некоја слика за тоа какви сме и зошто сме вакви какви што сме. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко, и поздрав до вашиот гостин, до господинот Ристевски. Гледам, значи, во овој период, еден прав човек, храбар, кој што храбро знае да одговори за многу работи. Гледам во него идниот лек Валенса, дека ќе знае и ќе умее. Ова беше голема. Благодарам, далеко сум. Да пуштиш бркои онакви рокерски рака, едни бркои да пуштиш. И само напред. Поздрав. Благодарам. Ви благодарам за поддршката, што да кажам. Вакви луѓе и некој ќе сретам, кажувам по улица, веќе луѓето не препознаваат, тие ми даваат енергија и младите работници што се вклучуваат во синдикатот. Океј, разбирливо е дека овој народ живее под притисок и во страв. И не се ослободи од страв и не го осудувам заради тоа. Не му е лесно и на тие што им е страв да дојдат, а ви даваат поддршка. Може ли сепак да успеете и на некаков поинаков начин да ја вербализирате, да ја конкретизирате нивната поддршка од тоа ќутливо мнозинство? Види, Јанко, ние на сите начини, еве вака преку јавни емисии, преку активности, како што кажав, во самите синдикати, преку протести,
преку не знам веќе што да направиме, еве преку социјалните мрежи. Па ќе кажам, мора да се охрабрат. Зашто овдека е покажано, еве, стално кажувам пример, 2 деца некој дома, 3 деца, едното дете, ако ви досаѓа дома, дај патики да вика цело време. Ќе слушат комшиите, вие мора да му дадете патики. Другото е помирно, ајде тој ќути, ти тато знаеш, другата пата, трета. Овој некој екстремен ти вика дај, ти можеш да ќе се брукаш од комши. Како беше она? Бебе што не плеше? Нема цицка. Нема, јасно е тоа што. Ако значи најаде, но е добро му, нека ќути. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Многу се едноставни јамалци на шега, морам нема, се пак ова јади. Ова Многу е тешка тема. Ова нема филозофирање. Вие се занимавате со најтешкиот сегмент Најтешка. од човековото битисување. Ставен се меѓу два огна, или работниците ќе те мрзат или владата. Не можеш на двете страни да удоволиш. Политичарите им е многу полесно. Кога сум на власт, сум политичар, сите околу тебе се вртат. Кога си опозиција, па си опасен, си потенцијален да дојдеш на власт, па мора некоја те тинтра. Ќе се плаши ако дојдам јас, сум читал книга, не се сеќавам која беше, на времето уште од порано, во некој затвор, некој си бил таму управител на затворот, цело време уживал. Робијаши едни други му доаѓале. Еднаш ка вика ми донесоа, дава изјава, политичар. Што да правам, вика, со овој сега у затвор? Лесно со криминалци, со вакви таби. Меѓутоа, што правам се со политичарот? Ајде го сема во сутинтел, не знам, вика, што ќе стане, може утре ќе стане главен, ќе ми ја земе мене главата ако го малтретирам по затвор. И тоа е реалноста, и денеска така се случува. Не ферме ни едни, ни други, гледај само Господ. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Доколку поздрав до тебе, Јанко, и поздрав до гостинот. Сакам едно лично прашање да му поставам на гостино. Доколку може да го добијам неговиот личен телефонски број за една мала консултација. На Фейсбук го Не, имате. Јанко, одмат, нека го запише телефонот јавно. 075, мама го има, мој број ми вртат, више не знам, 075 Добро, 363 добро. 919. А да те прашам само, 919. а зошто сакаш... 919. Да. Добро. А за каква Благодарам. консултација? Не мора детал. За консултација за што? Прашањето е нешто за околу работничките права. Да. се А трудам вака, дали го слушате што при човеков овие 2 сати што збореше нешто? Да, па И не прилично. вие цело ќе му време. дадете ли, еве барате помош од него, а вие ќе му дадете ли помош пошто и он побара? Да прашам. Сега вака, значи јас секогаш сум за вакви поддршки према човекот, значи подолго време го следам. Ќе излезете на протест? телевизија. Како? Ќе излезете на протест? Пошто сум јас у овие Yes or no хронично question. болните, Нема судење, само да или не. па мислам дека не би можел за тоа Благодарам, што толку сум- уживај. Нема осуда. Не. Значи, ако е негативен одговор, не значи осуда. Има човек Да, кој има физички обврска, не може. да, меѓутоа- Има све. Само ние мора да констатираме, нели, статистика. така е, 5 души ќе ти дадат поддршка, 20 нема да ти дадат поддршка или 20 ќе ти дадат, 200 нема. Само, Од јако тоа знаете- извлекуваме заклучок. да, знаете И што е- вие од тоа ќе извлечете заклучок како да настапите. Знаете кај граѓаните прават грешка што не ни даваат поддршка на вакви работи. Замислете сега да не успееме во ова. И утре кога ќе покренеме некоја друга акција, знаете што се граѓаните? Овие протестира и за струја што не направија ништо. Затоа викам, протестот за струја ви гарантирам, некој ќе рече не, има ефект, не се покачи парното. Гарантирам дека нашите протести го стопираа покачувањето на парно и спасивме преку 50.000 граѓани во Скопје што се греат на струја, ова ќе се на парно, ќе се греат благодарение на протестите ние што ги правиме оваа година по стара цена. Заради, викаш Бек, ако овие се дигнаа за струјата, пак ќе се дигнаа за Ќе се парната, дигне народ и за да не си парот ќе правиме настане проблем. хаос. Дајте вика да не качуваме. Значи ова има ефект ова за сега. Рачунајте да успееме во струјата. Утре ако покренеме некое друго прашање, извршители, нотари, банки, камати, нешто друго, Знаеш што ми ќе се дадат свиѓа? поддршка. Знаеш што ми Вака, се ако свиѓа? немаш успех, немаш после да го мотивираш и тие што идат со тебе ќе се откажат. Мене ми се допаѓа и општествената одговорност која ја покажа Евана, компанијата Евана во Македонија, она не е нефер компанија.
Они добро си работат и така натаму. Но ми се допаѓа кај вас што не ја фокусирате само кај нив, бидејќи они ги праќаат сметките, на некој начин целиот притисок паѓа на Еван. Ама тука има влада, има регулаторна, има МЕПСО, има МЕПС, има ЕЛЕМ и така натаму, на кои не можеш да ги конкретно отинети се на сметка и целиот гнев идеме кон една приватна компанија која најмалку сака како ние према извршителите што ги имаме на и сега ние перцепираме дека некому му текнало у Евана, ај ќе ја кренеме струјата. Не е така. А вие тоа добро го перцепирате и тоа е многу фер. Затоа параме со владата, не сакаме према таа компанија. Тоа е фер. Одиме со следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Може? Да, зборете, не застанувајте. Поздрав, Јанко, до вас и посебно до гостинот. И криво ми е што утре не можам да дојдам, али ќе дојдам следниот пат кој ќе организира протести. Обавезно ќе дојдам, пошто на народот му треба таков водач, да кажеме. Еве сега, конкретно, сакам да му дадам еден предлог за извршителите, пошто и нив ги споменува, и од порано сум го гледал во овие дебатните емисии. Нека предложи на владата, пошто на некој начин ги извртуваат работите, нека земат пример од Италија што се деси, една година нека дадат статус кво на овие предмети и ќе се најде решение на трезвен начин. Не вака како што им одговара и на комората на извршување, се правдат те со ова, те со она. Имаше човекот, гостинот, убави предлози за се и на народот на Македонија конечно му треба таков човек што искрено и јавно ги искажува сите проблеми и му посакувам се најдобро и сигурно бројноста и поддршката ќе му се зголемува од ден на ден. Благодарам, значи само би ве замолил да ги следите нашите активности. Ние ќе преговараме со владата и за електростопранство и за извршителите. Доколку не најдеме заеднички јазик, тогаш ќе повикаме стварно на еден помасовен протест и многу ќе биде битно колку граѓаните ќе ни дадат поддршка. Дека верувајте, тие само тоа следат. Дали некој имаме следбеници, дали можеме да направиме некој гужви по поддржавате или не. Ако сте двајца нема да ве фермат. Значи за прв пат верувајте, јас сум протестирал многу во овие мои години наназад, за прв пат сега за струјата имаме заедничко координативно тело меѓу македонци, албанци, македонки, албанки, има роми гам се вклучуваат. Значи за прв пат ова нешто вакво е направено, дури на луѓето некои дури обвинуваат што правите, се пишале вакви се двојазични, меѓутоа нека коментираат. Но архетипот, али тука е успехот. Пази сега. Тука политички има еден многу добар момент, бидејќи нели се ширеше омраза меѓу народов, дека едни плаќале, други уопште не плаќале. Ова покажува дека има тука сите плаќаат и дека им плаќаат и роми, и албанци и така натаму. Зошто албанец би протестирал ако не плаќа, нели? Значи сите сме во иста каша. Дури и повеќе бројчено они настапуваат во моментов повеќе се присутни на протестите. Морам да го признам тоа и да го констатирам. Гледате во Тетово какви се протестите, какви се овдека, дури па доаѓаат и од Чаир, од Газибаба. И у овој момент, како една похрабри за такви работи, искористете ги, ја им честитам и на албанците што се охрабрија во синдикална борба. Они беа деценииве не толку активни, но тоа е добро. Ке си помогнат и на себе и на сите нас. Да, они се како граѓани вклучени сега. Ако ние заедно па настапуваме, ова не знаев кој све настапува. Дури да, верувајте, дури во тоа тело се повеќе албанци отколку што сме македонци, меѓутоа не прифатија. Мора да признам и нивна беше почетокот на иницијативата, мај да ние најавувавме паралелно и нема никаква пречка да се приклучиме ние заедно и дури штом сте заедно, тоа е многу подобро. Има многу. А нивна била иницијативата, браво што сте и фер и без суета. И многу поорганизирани беа за разлика од нас. Кој беше тоа тело кое албанците го имаат? Па видите, тоа е како граѓанско здружение се. Како се викаше тоа граѓанско? Има повеќе, има еколошки професор еден Руждиев вклучен, Аријанит, тој е од екологија, што се бореше за Југохром. Значи повеќе се приклучуваат нови. Викам, ме радува македонки, албанци, ние заедно сите и ако прерасне ова во едно движење, нема сила што ќе го здопри да се повлече ова. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете.
Добро вечер. Добро вечер. Се извинувам, ја гледам емисијата, се слагам со се што го изгледа вашиот гостин, али јас ми се чини дека тука борбата ми се чини дека владата, министри, ја знаат целата ситуација на македонскиот народ, како живе, што живе, дека сето тоа е, ама тоа е се со амин на владата. Владата, ако знае, ќе греше премил за 5 минути. Ја мислам дека што нам овие се ќе си трае, ќе си тера, ќе си оди народот до овоliko време. Што е вашиот заклучок? Што е вашиот заклучок? Мојот заклучок дека е ова сето што се работи, сите институти со амин на владата. Не, тоа го кажавте. И сега што правиме? Тоа ве окей, 5 пати повторивте. Ве разбрав. Сега што правиме? Што можеме да правиме ние? Тие се помокни, ние сме ништо. Добро, готово. Фала ви, пријатно. Ве молам, не ја гледајте емисијата. Пази, не може вака да имаат... Се смее и Камерманов, човече. Вакви Гледа, 2 размислувања. Пази, значи, јас се занимавам и со здравство, и политика, и со музика, и со уметност, и со се, и сум површен. Значи, не навлегувам. Но, еве, низ разговорот со вас, прилично слоевито. И во целово ваше се исцедивте како лимун пред овие граѓани и ти вика на крај, не можеме што да направиме. Иако ја добивам впечаток дека само преку синдикална борба работникот може да се избори за своите права. Така е. И сега гледачов ви истури еден шлепер песок, вака ве закопа. И ми вика, не можете, што можеме ние? Не можеме. И јас готово. кажав, јас не се откажувам, додека сведека се занимавам со синдикат, не се откажувам од оваа борба. Кога ќе се откажам, тогаш се надевам, гледам дека има околу и мене, верувате, ако некој пат преку глава ми доаѓа. Ја ги разбирам граѓаните, ти вртат и дење и ноќе да го сослушаш. Американците толку биле очајни да морале да го земат најголемиот гангстер, да им го предводи синдикатот, и успеа да се изборат за најдобрите права кои денеска ги имаат. Зборам за камионџиите. Џими Хофа не му се знае кај му е телото. Значи бил ѓубре, бил све, али се изборил за правата на своите. Веди, Јанко, ако... Нема камионџија што ќе... Јас знам дека е криминалец и све. Не зборам, ние сме божи луѓе, верници сме и така натаму. Нема да бидеме криминалци. Не, мора малце да кажам... Јас признам, мора малце да си... Са, не отиден, али мора малце да си... Да не размислуваш многу. Ако размислуваш ова, нема се занимаваш, биди сигурен. Мора малце да ти е... Да речеш, па што викаме? Па ќе речеш како... Од Господ се плашам, од никој не се плашам. И што? Ќе ме избркаш, па ме бркале. Што? Што ќе преживееш? Дури подобро ќе ти направи некогаш. Затоа викам, газдите, или нека затворат некој утрат клуч. Не може да го цицаат работникот. Зашто не се прашат? Или на крај ќе речеш како гледачов, ќе види. Ова е до владата, не може ништо. Не, ништо до владата. Не, ништо до владата. Гледате како е пред изборите, како се тресат сите, до последното не знаат што е. Па до нас е... До човекот обратимо, значи не виновна владата, виновни сме граѓаните, ние сме виновни луѓе. Ако ние имаме свест, ако она што го кажа преска, детето не ти бара, не му даваш. Ај уште еден нека се јави да му каже дека е владата крива. Ние сме супер. Да го закопаме овдека. Да му ставам надгробна плоча. И ја ќе легнам со тебе. Ај, више, доста ми име. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. После овој уште еден и завршуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Прво поздрав до вас и до вашиот гостин. Многу ме интересира едноставно прашање. Доколку сме незадоволни, да речеме, од Евана, каде би нашле друго решение? Као што, например, за мобилни оператори имате А1, имате Телеком, тие што не одговара, останатите оператори пропаднаа. Евана, ако нема опција, што ќе правиме понатака? Што правевме кога не беше Евана? Чекај, вие подоцна се вклучивте, господине? Не. Многу едноставно прашање поставувам. Не, јас само да го прашам, бидејќи ми е нелогично, бидејќи гостинот пред 1 час објаснуваше што треба да се направи за тоа. Предпоставам дека не ја гледавте емисијава цела, така? Ја гледам цела, него на работа, што не можам да сватам. Ако еве утре дојде момент да
не сакам да бидам поврзан до Еван. Не сакам да бидам со Мепсо, не сакам да бидам со никој од нив. Во ред? Не ве разбирам што вие... Не, Јанко, најверојатно господинот... Чекай да нека се доискаже. Либерализација дека треба да има во исто како картичка си земам, не сакам во А1, сакам во ВИП. За тоа ја не го разбрав. Ако збори за тоа не знам. Нека се доискаже да го разберам јас. Повелете. Изработуваат, значи се изработува монопол. Опцијата немате опција како да бирате. Готово, чим немаш конкуренција, чим имаш монопол, те цедат. А ако имате, види, проценката во другиве држави во светов има многу едноставно решение, кај што луѓе со соларни панели решаваат со други извори на енергија без проблеми. Само во нашава држава тоа е некако табу тема кој ќе се спомне, значи други алтернативни извори, одма некако магично луѓе, тоа е глупост. Ја би те викнал во емисија да направам со тебе за оваа тема, искрено да ти кажам. Затоа што ова што го збориш заслужува уште 120 минути само твојава тема. Либерализација на пазар и право на избор. Ти вика, немам право на избор. Ја морам само од Евана да се снабдувам. Ја мислам баш за тоа се. Да, јасно е. Така да кажам. Фала ти многу. Значи, извини што не те разбрав малце, затоа те потреша. Значи, јас колку што имам информации, Законот за либерализација веќе е донесен во државата и прашање само на време. Дури ја не сум електроинженер, не разбирам, меѓутоа во разговори со луѓето што ја знаат оваа тематика. Буквално вика че имаме и како картичка за телефонов. Одиш си земаш, наплаќаш 1000-2000 денари, само со тоа што ќе мораш однапред да се купи струјата. Ќе мора да има либерализација. Како што има повеќе оператори за телефони, така ќе има и за електричната енергија. Дури со картица. Си земаш картица, наплаќаш 2000 денари, вклучуваш дома, имаш електрична енергија, пазиш до кога и после кога оние момент кога ќе снема, повторно на пазар одиш купуваш. Како ќе биде, се надевам во тие разговори што ги се очекуваме да ги имаме и за ова ќе ни биде разјаснето и ќе ни биде кажано што се предвидува во Македонија. Имам вип персона на мојот личен телефон, само да видам да не е грешка или сака да се вклучи во емисијава. Почитувам, сакате да ве вклучам во емисијава? Да, за момент би сакам. Во ред. Тој е сакате анонимно? Добро, доктор Димитриос Коковијадис, кој се јавуваше за други работи, но ја следи емисијава и сака да се вклучи. Нему му давам посебна прилика затоа што многу помогна на мене и на гледачите за времена на коронавирусот. Докторе, повелете, во програма сте, вие ќе бидете последен за вечерва. Благодарам прво за дозволата да се вклучам директно во вашата емисија, следам од почетокот. Како прво сакам да му честитам на господинот на неговата упорност и истрајност да се бори со овој систем, со претходниот систем и му посакувам на вистина и понатаму здравје да продолжи со истата сила. Веќе не е лесно. Не е лесно. Вас ви посакувам здравје, бидејќи здравје и среќа, али исто така бидете прави гости во оваа ситуација. Соговорници кои се навистина покрај 20 телевизиски програми се решаваме да гледаме вашата емисија. Тоа не беше збор, ништо друго. Благодарам многу. Благодарам, докторе, благодарам и вам. Ништо вака, бидејќи има огромен интерес од јавноста за сево ова, закажувам набрзо следна гостување ваше во ред, каде што многу повеќе ќе оставаме со телефони. Вие се надевам поконкретно че имаме резултати што да кажеме што сме направиле во овој период. Бидејќи очекувам стварно брзо разговори, нема што да филозофираме кога јас сум таков секаде, кога ќе да разговараме. Имаме комуникација, значи не се договорам со вас зад камери или после емисија, се договорам сега. Еве, заклучив, прв пат имав интервју со вас, видов што човек сте, како настапувате. Ги слушнав гледачите. Можам само да заклучам дека интересот е голем и дека ќе направиме следна. Ако можам и некоја дебата уште некој со вас да дојде, во ред би било. Не знам, значи ја не правам големи концепти, ја сум многу спонтан и импровизиран. Значи очигледно дека зборите таму каде што нив им треба да се чуе.
Сега, да не биде само како одговорница во собрание, кажи нешто браво, браво, ура, ура, што вие сте тука нешто конкретно да промените. Што и како да видиме. Вие со гледачите, со вашите следбеници. Во ред? Во ред, нема проблем. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и јас на вас, се надевам ипак ќе биде од помош и за утрешниот протест и за сите наши активности понатаму. Сакаш уште една минута, еве обрати им се на граѓаните, одржи им говор сега слободно у камера. Почитувани граѓани, значи верувајте, голема ни е помошта од ваша страна на вакви активности што ги имаме, да не кажам секојдневно неколку пати во месецот. Значи, би ве замолил да ни дадете поддршка во нашите барања, зашто доколку вие дадете поддршка на нашите барања, ние ќе бидеме многу, ако дојдете помасовно, ви гарантирам успехот е неминовен. Успехот е тука. Ние знаеме како да се избориме, меѓутоа без поддршка и јас да сум на другата страна како преговарач, влада, министерство или не знам што, комора на извршители, додека нема притисок, ќе речам ова нема ништо, граѓаните се задоволни, а тврдам дека незадоволството кај граѓаните е огромно, поготово за ваквите теми. И би ве замолил, значи, да ни дадете поддршка за заеднички да успееме во нашите барања. Иначе ќе се избориме само како на старата изрека, кучината лаат, караванот си врви ќе биде. Тоа беше се за вечер, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.